Обука на наставниот кадар на тема мултидимензионален пристап во решавање и превенирање на меѓуврсничко насилство кај учениците се одржа денес во Штип во основните и средни училишта. Целта е преку овие обуки да бидат вклучени сите чинители, стручните служби, училиштата, професорите, родителите, сите чинители, локалната самоуправа, институциите кои се надлежни за рана превенција, делување, спречување на оваа појава која ни се случува пред се во образовните институции. Кои видови насилство најчесто се присутни и кои се најчести жртви? Она што е специфично што во последно време нас ни се случува, тоа е сајбер насилството или насилство преку дигиталните медиуми, бидејќи ние во 21 век е век на дигитални медиуми. Секој денеска дете уште од предучилишна возраст знае да работи со паметните телефони. Кој што споменавте, кои се најчесто жртви, обично се тоа деца кои што се од дисфункционални семејства, деца каде што имате некој начин на родителска запуштеност. Кој тип на последици се најчести? Кои се слабите пунктови во спречувањето и како да се препознае и што се учениците кои претрпеле трауми од врсничко насилство? Страшно е што често пати не се видливи. Она во невразниот разговор што го споменавме, нели, ако е физичко насилство, вие може да видите модринка, може да видите нешто што е видливо. Но кај сајбер насилството, кај психичкото, емоционалното насилство, тука имаме страшни последици по жртвата. Слабите пунктови се затоа што не да се препознаат. И затоа што жртвите, плашејки се од осуда на средината, да не бидат исфрлени од групата на врсници, од нивното друштво, некогаш се плашат и дома да признаат се овие обуки, прво да им помогнат самите стручни соработници, педагози, психолози, социјални работници, да им помогнат како да се справат, да се охрабрат да го кажат тоа. Младите за оваа мощна и чувствителна тема со различни ставови, но со единствен заклучок: насилство никако, се решава со збор. Дали сте биле сведок на врсничко насилство и кои се вашите реакции во тој случај? За сега не сум била сведок на врсничко насилство, но ако би се нашла во таква ситуација, пред се би презела мерки за да го спречам конфликтот помеѓу лицата кои се вклучени во истиот, а подоцна и би известила надлежни за истиот да биде решен во најкраток можен период. Јас исто така сум била сведок на таква една непријатна ситуација и прво пристапивме со тоа што отидовме кон нашите другарчиња, објаснивме дека сепак конфликтот може да се среди со разговор, а потоа и ги известивме надлежните лица.